Zdravo i добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Инспирација за денешното видео ми се очекувањата или фразата големи очекувања, големи разочарувања. И прашањето дали можеме да се ослободиме целосно од своите очекувања, што ако ги имаме, и дали можеме да ги замениме со нешто. Тоа големи очекувања, големи разочарувања, јас сум го искусила лично во животот и сметам дека е вистина, односно дека големите очекувања, особено од другите луѓе, од работите кои не се во наша контрола, од животот, од светот, од тоа како треба да се однесува некој со нас, што треба да направи за нас и така натаму, најчесто довеле до разочарувања и низ животот сум научила да немам големи очекувања од другите, па понекогаш да немам и од себе, односно да очекувам и да дозволам да препуштам, да биде што ќе биде и доколку тие очекувања не се остварат, да биде сепак во ред и некако да научам да се носам и со тоа. Животот е нашиот најголем учител, иако читаме книги, гледаме видеа, слушаме туѓи искуства, меѓутоа сепак она што ќе го искусиме на сопствената кожа е она што создава кај нас уверувања во кои што веруваме, за кои се држиме се до тогаш додека не искусиме нешто поинаку. Но како и да е, не е убаво да имаме очекувања од другите луѓе, затоа што другите луѓе не ни должат ништо. Не треба да имаме очекувања од другите луѓе, затоа што најчесто не сакаме некој да очекува нешто од нас, а практично не ни можеме да ги исполниме туѓите очекувања. Исто така постои можност, доколку се обидуваме да задоволиме нечии очекувања, тие очекувања со текот на времето можат да се менуваат, да растат и на крај ние да не успееме да ги задоволиме очекувањата независно што и да направиме. Затоа, очекувањата можат да направат повеќе штета, но дали може целосно да се ослободиме од очекувањата? Јас и друг пат сум кажала дека искрено не верувам во тоа. Со свесна работа на себе може да ги препознаеме дека се тука, па во моментот да се договориме со себе си дека се ослободуваме. Меѓутоа дека нема да ни поминуваат низ главата како мисла, не знам, но мислам дека е добро очекувањата да се заменат со посакувам. Посакувам да биде добро, посакувам да успеам во ова што го правам, им посакувам на другите луѓе да им биде убаво, да бидат среќни, да бидат успешни, да имаат убав и квалитетен живот. Тогаш мислам дека некако се дистанцираме, се ослободуваме од својата желба, им посакуваме наискрено, од срце, да им биде добро, да им биде убаво, меѓутоа немаме очекувања да биде тоа така. Ако си посакаме и себе си исто како на другите, дека потоа ќе ни биде некако полесно и поедноставно отколку да очекуваме. Затоа што кога очекуваме, тоа изгледа како некој нешто да ни должи, а никој ништо не ни должи. Не ни должат ни најблиските, не ни должи ни животот, затоа што е така како што е. И ние си должиме на себе си да го прифатиме тоа и покрај очекувањата да умееме да се носиме со се што ќе биде, дури и кога нема да биде така како што сме очекувале. Мислам дека е многу побитно да се работи на себе си, за да умееме да се носиме со се она што го носи животот, со се она што ни се случило, отколку да очекуваме. Најмалку помага да се правиме дека немаме очекувања, да се лажиме себе си или да ги лажиме другите. Ако не сме стигнале до тој степен, ако се уште имаме очекувања, да не се обвинуваме себе си, да го прифатиме тоа, дека е како што е и да се обидиме да направиме нешто на таа тема. Да преземеме нешто, да ги намалиме своите очекувања, да провериме од кого тоа ни очекуваме, од другите или можеби од себе си. Да провериме кој тоа нас не научил ние да имаме очекувања. Дали некој може би очекувал нешто од нас, дали ние се уште исполнуваме
nečiji tugi očekuvanja, se obideme da dокажеме дека можеме, дека вредиме, дека умееме. Мислам дека многу е поважно да работиме на очекувањата за себе, очекувањата кои ги имаме од себе, отколку да трошиме време и енергија на очекување на другите луѓе. И кога имаме очекувања од себе си, и кога поставуваме поголеми цели, тоа може да биде мотивирачко. Меѓутоа, ако оставиме простор, ако оставиме место и да не биде така, и да погрешиме, и да го продолжиме времето во кое што нешто сме зацртале да оствариме, и различни настани надворешни да го изменат патот по кој одиме, во секој случај очекувањата може да бидат само една широка рамка по која се движиме, а во никој случај нешто за што сме се ветиле и мора да биде така, и ако не биде така, што ќе биде, или нема да се чувствуваме добро, или ќе се разочараме. Знам многу луѓе кои што имаат големи очекувања, знам многу луѓе кои што имале големи очекувања и кои што имале големи разочарувања после тоа. Знам луѓе кои се препуштиле на животот без големи очекувања кон другите, кон светот. Секакви не има, сите сме ние на различно ниво, имаме различен начин на прифаќање на животот, на секојдневието, различно се носиме со тоа што ни се случува и тука сме за да учиме едни од други. Без големи очекувања, без долгови, со љубов и доверба во себе си, во животот, во она што се случува, со голема доза на прифаќање и со голема мотивација да продолжиме понатаму, независно од тоа дали нашите првични очекувања ќе бидат исполнети, дали ќе ги оствариме, или пак животот ќе не наведи на некои сосем поинакви, неочекувани патишта, во некои сосем неочекувани ситуации во кои можеби ќе добиеме и подобро од тоа што сме очекувале. Затоа што велат некогаш животот не ни ги исполнува очекувањата заради тоа што постои нешто што е подобро од тоа и што таму некаде чека на нас и едноставно да бидеме подготвени и да можеме да продолжиме на некој поинаков начин. И покрај се, оптимизмот е многу важен во животот, позитивното мислење, нашата верба во себе и во животот дека ќе умееме да се износиме и со изневерените очекувања, да се прифатиме себе си и тогаш кога помалку и ќе се разочараме и ќе се нажалиме, затоа што во тој период, во тој дел од животот, тогаш или сега, толку знаеме, така умееме, но тоа не значи да се помириме со тоа, да работиме на себе, на се она што можеме понатаму да постигнеме и со себе, и во животот, и внатре, и надвор, и дури иако имаме очекувања, да го прифатиме тоа и да видиме дали тие наши очекувања може да ни служат, дали може да не мотивираат, да не инспирираат краткорочно, а потоа да се ослободиме од нив и да продолжиме онака како што мислиме дека е најдобро, најоптимално во одреден период за нас, независно од очекувањата и нашите и на другите. Ако се вратиме наназад во животот, токму за тоа ќе најдеме потврда. Велиме понекогаш од тие што очекував, кога зборуваме за очекувањата од надвор, токму тие ме изневерија и разочараа, а од тие кои што најмалку очекував, ми се најдоа, ми помогнаа, беа тука за мене, ме изненадија пријатно, независно за што и да се работи. Затоа, некогаш и нашите очекувања доаѓаат од нашите уверувања, претпоставки, замисли, идеи, а кога се наоѓаме, особено во некои потешки периоди во животот, кога ни треба повеќе помош, повеќе разбирање, не секогаш толку свесно и јасно гледаме и можеме да поставиме реални очекувања или очекувања кои што може да ги оствариме или очекувања од луѓе кои на вистина може да ги исполнат. А сепак, дури да не ги исполнат, не е тоа нивна работа. Јас се надевам дека ова видео некому ќе му послужи,
razmenувам мислења, моите ставови, моите животни искуства, со апсолутна свесност дека некому ќе му се допадне, некому не, некој ќе најде нешто за себе, некој е далеку над ова, веќе го решил и надрасло сето тоа. Меѓутоа, сепак се надевам дека ве има и такви на кои нешто од моите видеа, па и од ова, ќе ви послужи. Ви посакувам убав ден, помали очекувања, поголеми остварувања и се гледаме во некое друго видео на некоја друга тема.